Ще сте скромни во аплаузот. Дека Божик не знаеш мора. Ете Божик, 25-ти за католици Божик, честит Божик на тие што го слават. Ще се видиме надола. Да, Божик излезе дека од запад идат, знаеш, према кај нас покасно. 2015-та ќе заврши тушмалце, ќе ја памтиме по многу работи. Да, една од тие многу работи е што во Охрид, драги мои дами и господа, останаја уште едни семафори. Со болка во срцето морам ова да го соопштам. Да, УНЕСКО веќе размислува за промена на законот за заштита на споменици. Ќе ги заштитат култура, споменик на културата семафори некај мини маркет. Да. Па ќе видиш вистина споменик на културата се. Ни припомнуваат на едно време кај што можеше човек културно а преминит преку улица. Сега со кружниве убавина. Све во круг задоволството на квадрат. Oh yeah. Да. Преако е, дури не само што имаме кружно, дупло кружно имаме, јасно? Не тетово ке ми се пувет или питола са кружни, папни ме ние стерео кружно. Што е јако да не знаеш кога да поминиш. Она, вау, човече. Влегвиш во кружново и она, немат крај. Ово некој зачаран круг одма. Сообраќајов е просто магија. Не, озбилно, јас, например, не знам сега децава како ќе си ги воспитвиме. Порано едноставно беше. Мама, немој да поминиш на црвено. И лекцијата по сообраќај заврши. Сега ела објасни да те видам. Мама, дојди вамо. Седи, пиле, долго ќе е ова. Седни ми, со сендвичи, ланч пакет, обука. Поминување преку кружни. Значи вака, пиле, ова ти е кружно сега. Кружен тек го викет. Кај нас има доста такви. Да, значи правилата се следни. Тој што е внатре во кружново, тој има предност. Значи обично овие што се со моторни возила, што влегват одлево, што тидат, тие имат пред... Значи, мамо, јас ќе одам директно, влезам во кружново? Не, чекај, не, мило, не. Прво ќе си поминиш, одваму на пешачки, па одваму на пешачки, па одваму ќе почекаш. Ќе одмориш малце, многу пешачки во животот. Да. Па ќе си поминиш ваму, а најубаво е да не се чекате кај банка на појте. Заеби, јас и татко ти ќе те носиме со кола кај сакаш. Или ако оиш пешки преку Аба Семен ќе си фатиш, подмоње по стариот пат, Канео долу мостот на љубовта, ќе се раздвижиш убое здраво, си имате воздух. Охрид барем имаме воздух, не? Да, поздрав Скопје. Махнете на камерата. Ова чадор беше она скопско влијание на почеток. Да, најубаво да не си се чекате, тоа е поедноставно вака да речам, знаеш. Добро, ево, практично да размислуваме. Сообраќаец да треба да регулират сообраќај. На кружно. Тоа како се прави? Шо биниче ќе му постават на... Мало, биниче. Шипче, зошто? Си поштовам. Ела речи после, извин, брат, не те приметив. Така, полицајка ако е,
Не ти излезам од Кружново. Не само на Кружно ти излегли брат себе. И паралелно едно црепче ќе му дае тако е полицаец, она да повади малце тарчево на средно. Зошто? Убавина, слава. Не, ево, да пример, то си викаме стално немат луѓе, не, де ме вохри. Јас си викам гарант не излегват заради Кружново. Ден кикснит некој. Си каде, брат, 2 недели пробвам да излезам чашија, не ми успева. Одам на Кружново назад ме враќа, тупичко. Тук ќе видиш ко видео играе, човече. Некој ќе речи, брат, до кај си стигнати? Прво му имам помината и... Потаму не може. Втора на кралица. Јас двете ги поминвам, она не ми е проблем, ама после кај пазарот на полукружно ќе справам. Ај се, како му е на полукружни, ве си викам солку кружни. Немој да му е се едно. Полукружно, а си солку кружни, то ти е ко без диплома, а си. Неверојатно, човече, не? Дури си викам, она, да влеквиш замисли од Скопје кој ќе идеш према Охрид. Значи, по туристичка ситуацијава е следна. Влеквиш и почви. Кружно, полукружно, 2 кружни, семафори, кружно. Епа бензинска на Билјани е првото кружно, така? Да, ко песна од Тајзи ми е, човече. Ова, кружно, полукружно е. 2 кружни семафори, кружно е. Ајде да запееме. Песнава се вика туристичка. Некој ќе речи, мора се скапа лајна јадење шубо е кружно. Ама добро, знаеш, не можеш на сите да му погодиш. Не може, тоа е невозможно. Сега околу Нова година, да не си му во кожата на Дедо Мраз. Озбилно, душа мачна, готини, од кого знам. Абе ти замисли само колку милиарди писма стигват, човече, секакви. Си како ги читат, како... Замисли дете на терорист кој ќе му пушти писмо на Дедо Мраз. Да не си му во кожата. Сега се смена, например, критериумов. Шо значи да си послушен, така? Ево, тете, од терорист, пример, ептен, ќе му речи, Дедо Мраз, јас да бев послушен. Не да бев послушен. По вестници ме пишеше колку бев послушен. До душа бате малце по-послушен беше од мене. Да, тој облече елече како што јас не сакав. И се упати на сите страни. Годинава писмо нема од него да добиеш. Ама зато неговата играчка мъж мене ја ми ја дам. И да ти кажам право, ми се здосали овие класични играчки, сакам нешто што ќе зрачи. Нешто на база на плутониум, например. Боже Господе. И замисли дете така што си растит во убедување, она, знаеш, цел живот, кој ќе пораснит, кој ќе му речиш, Дедо Мраз не постои. Човече. Ќе речи, не, ќе се разнесам. Немој, пиле било. Жити, не. Или да си дете на проститутка, са и такви имат во светот. Да, нека диктум год попуштил и се дешават. Сега дете му, кој ќе му пуштит на Дедо Мраз писменце. Дедо Мраз, јас бев многу послушен цела година. Цело време ја слушам мама. Веќе не можам појти. Прво едно време си викав буботе што прави. После ексик веќе. Јас да сум такво дете, прво што ќе посакаме Дедо Мраз да не постои. За да не морам да слушам мама. Или ако не, барем тампони да ми донеси човече. Ова крајне му. Жика, дали не му е дојдено преку глана Дедо Мраз? Знаеш кој ќе се замисли што бе, Дедо Мраз како звучи ти? Значи, дали не му е преку гла дојдено, секоја година дојш ти
по градинки, по школи. Знаеш, децата да се разбериме, луѓе. Све фини, ама понекогаш пейни диесе. Да се разбериме. Посебно новите генерации. Јас не знам, ние на времето имаше една игра, имаше едно другарство, братство, единство, све. Одевме по игранки, све. Наши баби, дедовци, одеја по бавчи, в гној до колена, разбираш. Ни струја, ни интернет, нема коите такви убајни. Овие денешни цел ден пред компјутер стиснати. Па куго си викам, шо, и нек сега. Бар дома се нема се другират. Нема се другират. Ако се измени сега законов за ганџа, ја виж пола Македонија како ти стаи лекарство. Сите ќе почнеме ја кашляме дома. Производи со сонценце. Бате. И то си викам, значи дали не му ида тоа преку глад човече, посебно од кој ќе завршит нова година, Дедо Мраз. Абе довде дојде до све, разбираш. Чукната санкава, некој со клjuč му ја поминал. Одина. Револт некој, знаеш. Овај Еленов сношти Рудолф се запил таму со некој кози цела вечер. Поплен, знаеш, веќе и тој порасна, не е мало Еленче, сега е Елен. Имате едно свое ја. Не дозволуват многу заусти да го тргаш, разбираш? Многу нешто рогој покажи. Елен. Знаеш, да му речи тая, не можам кој ќе се занимавам, и дојде прекугла. Хо. Кој сакат нека се занима, јас не можам. Јас го разбирам луѓе Дедо Мраз. Сум бил Дедо Мраз во животов. Да, ужас. Значи, и то не било како, мислам, не баш како што е ова оригиналниот румени обравчиња си мати пари од реклами, не тако. Јас бев кинеска копија одма. Да, ефтина брада. Долу кој ќе истеш крокодили прво излегне вака, после фацава и на ролери. Да, на ролери. Цела вечер. Заш немој да е едноставно, морат за глупец да е нешто комплицирано. Разбираш? За мене не е доволно предизвик брада и перика да носам цела вечер. Не. Јас си сакам пајдушко бате, ама на ролери. Тешкото било тешко, заш натапан треба се качиш. Бре, мајката, качи се со ролери, а те видно. Тоа е за мене. Да, и зато сега, например, кога ќе видам некој Дедо Мраз на кинеска копија, некој играче, ми иде двака да го гушнам и да му речам те сваќам. Тоа е животиште. Сега модерно е за Нова година, например, америчка шема е, не сигурно имате приметено по Фейсбуци го има то. Демек новогодишна декларација, знаеш, Нова година, нов јас, Господе. Демек мораш да си даеш една висока цел во животот следнава година за да успееш. Секам шо е, мајку му, висока цел? Висока цел е, пример, за мене да окачиш Монтеверес. И рекоја висока, јас стварно висока. 8000 метри, знаеш она, демек да... И гуглам на интернет, Google, пишам шо треби. Вика, треби да си одбериш тим. Јак. Ама, тимов, значи шо е тим? То се група луѓе, шо секој на одредено ниво, она е катастрофа, ама се сите заедно за остварување на една цел. И единствено заедничко е што сите шефот го мразат. Тоа е вака, знае. И пиши, демек, треба си, најубо е сите различни да биле. Сега си викам планинари да земам, појаки ќе се од мене, не е тоа, разбираш. Нема да излезам на површина. Си викам да си одберам јас рандом луѓе и си направи ваква математика. Значи списоков за на Монтеверес, екипава моја е следна. Прво, ми треби човек, некој што мој да те убеди дека и најневозможното е возможно, разбираш? И малу да имаш страф од него. За мене таква е Мирка, например. Да бе, да, ако цвикни, најназад ќе ја оставиме на редицата. Позади, дојди вака пред. Јети. Да, некој ако цвикни да речи не можам поќе, кога ја види тоа Нека, брат, оди, продолжи, не гледај назад.
Значи так, да, Мирка, влегни. Второ, ти треба некој шо ќе ти изнервира. Она ќе ти е на работ на живците, кој ќе немаш ич сила да речи тато пичку мате, а ако треба со трчање ќе се качам на Монте Еверест, на раце ќе слезам само побрзо овој да не го гледам, да не го слушам, веќе не можам. За мене таков е Джастин Бибер, например. Не го може. Дете златно, ама не го може. По-убаво животов да си Джастин Тайм, отколку Джастин Бибер. Еј, да она му стигнал, фишка. Да, после следно доктор ти треби во екипава. Знаеш, сепак повреди, ова, она, ладно е, не се ојд снег. Кој друг како не, Бабарада. Бабините чаеви се најдобри. Да, и обавезно Дунавка ќе земам. Ако треби Вранецки ја спакова, не мора тој да се мачи утрото. Срце златно е. Значи нема ништо да не прави. Да си биде само глупо и да учествува. Кој ќе стигнеме таму да го развиори знамето. Македонија! Вау! Како вставен! Да. И се... Таа фешн индустрија. И си викам, на крај дали да не го земе и Чомоски. Знај да постави прашање, бе, мајку. А јас сакам сите прашања во тимов да се расчистени, она претходно да имат мала дебата. Чомоски ако постави прашањето, немој дебатата да е мала. Некој ќе почне, добро, значи се, мислам, да почнеме од почеток. Ајде. Значи, мислам, дали, како ви рек, мислам да го да се бидете, мислам, стекнато, Само момент, значи, во живо емисијата, дали се слушаме на те, ова е тимот. На Мирка и Дугу Македонија. Дали, мислам, околу, например, Дунавка, околу проблемите. Би било глупо да речи не го разбрав прашањето. Мислам, то си е глупо. Јас мислам со ваков тим, значи да наброиме. Мирка, Джастин Бибер, да, Бабарада, Дунавка, Чомоски и јас. Абе ќе плачит Монте Еверест под нашите стапала, човече. Ние со ваков тим уште пред да се качиме сме на врвот. Врв е тимот. Единствено повисоко од Монте Еверест е само нивото на глупоќа во тимот. Од себе тргвам. Ретка прилика за прошетка низ снегот. Да, значи реков сите го од тимов го мразат само тој што е шеф на тимот, кој што гледам Чомоските. Кој друг? Да. И тоа е така, за шефот секогаш треба да донеси некаква одлука, знаеш. А то не е лесно. Демократија, бе, тоа убаво е све. Мислам, секој да има сопствено мислење, ама не функционира, тебе. Во телово гледај, природава го измисли. Нема демократија. Немаме телово, не те праш вид за мислење, ќе ти ги фукнат крајниците, ќе ти потечат и ти немаш право на глас кој ти. Имат, разбираш? А то го прави затоа што и ти сношти не го праша телово како се осеќа, дали е уморно, дали му се спиет кофти, качивте 2 бочви комењак. Не го праша, појде, ракакао. И сега глад ќе те болела, ќе те боли. Тоа е. И ти мора да подлегнеш на надворешни влијанија, да фукнеш еден кафетин форте, па после ќе дојде еден специјален обвинител, така наречен грижа на совест, ќе ти вика, ти си крив. И тоа е, знаеш. За мене репер за демократија во последно време е Романија. Тоа е една европска земја.
Господе Боже, Романија на времето, знаете све, комунизам, ова, она, и на времето, ова на интернет го читам, ме фасцинира. Реков, морам 5 минути да посветам. Значи, децата, романциве, на времето, си ги крштевале со имења од апарати за домаќинство што ги фасцинирале. Жива вистина, луѓе, факт. Некој детето си окрстил телевизор. Авангарда. Знаеш, кој ќе праше, имате деца? Да, 3. 2 машки и 1 момиче. Како се вике? Фен, Виледа и телевизор. Виледа, да. Абе, момичево човече стои и све пијат. Знаеш, све упиват, браво. Овај телевизор дека глумец. Знаеш како глуми? Цело време емити, а овај фен малу е повлечен така. Да, различен од други, малу се пуват појќе. И си викам, нешто, она гарант ги име ти минјава на децава давано според работи што не можеле да си ги дозволят. Например, татко и мајка, можеме ги замислам пред Нова година, она. Мајка расплакана цела, шо е, злато, шо е? Па е, Нова година дојде, од сите, само ние телевизор немаме. Уживај, злато, ке имаме. Немојме да имаме, немојме си дозволиме. Ако треба јас ке ти направам телевизор. Не еден 7 ке ти направи. По еден во секоја соба да имаш. Позитивно е што не мора да плаќаш за кабловска. Можам да замислам со такво дете телевизор бе што се вика. На родителска куќа пој еден од родители да го им речи учителката. Господине, малце работите, треба да се затегнат. Да. Значи, прогрес немат кај детево. Како да ви кажам, сите кецој му се. Чекај бе, како сите кецој? Па, телевизор ми рече дека сите петки му се. Па изгледа телевизорот многу сите ги фаќат.